Добре дојдовте во уште една магична сцена. Денеска заедно сме со Мартин Стрезовски. И ако ви кажам дека Мартин работи во Стопанска комора, ништо нема да ви е интересно, ќе речете не е интересна емисијата, ајде да смениме друг канал. Но ако ви кажам дека цел живот го посветил на културата и уметноста, и убаво ќе биде да слушнеме што направил тој, а повод е и книгата од драми што ја објави неодамна, тогаш мислам дека ќе имаме убава емисија и убаво ќе се забавувате. Добре дојде за Мартин Стрезовски. Здраво, Мартина. Добро ви најдов. Убава најава, нели? Адекватна. Работиш во Стопанска комора? Работам во Стопанска комора, да. Јас сум дипломиран правник. Да така, мојата работа е во една од институциите, сега е Стопанска комора, претходно беше банка и така. А уметноста? Уметноста е за целото ова време во втор план и на моменти во животни етапи избива на прв план, независно од моите планови, од моите идеи, да така, тоа се појавува некогаш и по моја желба, многу често и вон моите желби. Так. Него само излегува како порив. Роден си во Охрид? Не. Роден сум во Скопје. Роден си во Скопје? Да. А живееш во Охрид? Живее во Охрид и сега сум повторно во Скопје. Так. Само местото на раѓање и моменталните места на живење некако и ме детерминираат и не ме детерминираат, бидејќи јас сум чисто охриѓанец. Така? Да така, тука немаме дилеми. Охрид си го сакаш повеќе од Скопје? Охрид го сакам повеќе од Скопје, не ги сакам подеднакво, со тоа што порано бев нормално врзан за Охрид, затоа што таму живеев. И кога дојдов во Скопје, дојдов со голема љубов, затоа што исто Скопје го осеќам како свој град. И кога дојдов во Скопје, некако превагна и желбата за живот тука и љубовта кон градот. И сега како поминуваат годините, повторно ми се враќа некоја носталгија и го гледам Охрид со други очи. Ама, како заклучок, мислам дека јас можам да кажам дека имам два дома. И дека кога тргам од Охрид на кај Скопје си одам дома, и кога тргам од Скопје на кај Охрид, пак си одам дома. Кога беше малечко дете, одеше во училиште во Охрид, да. И сакаше да бидеш глумец. Сакав да бидам глумец, да. Како ти дојде тоа, дека сакаш да бидеш глумец? Зошто? Не знам. Желбата за глума ме одсвои уште во најрано детство, уште кога немав чувство за себе веројатно, на некои 3 години или и порано од 3 години. И тоа трае цело време, значи и низ сите животни етапи, низ и основна школа кога запишав, средно, факултет, бев прилично посветен на правниот факултет, ама за цело време тоа тлее во мене, да така уште од најрано детство. Секогаш било, да, основна школа, да, ама глума. Средно школо, проблеми со оцени, со поведение, мислам, како и секој средношколец, како секој тинејџер. Али глумата секогаш е тука. На факултет, пак некој дефокус, зборам сега веќе стручен, али глумата секогаш тука. Мартин, интересна приказна е таа кога беше мали, кога сакаше да станеш глумец и кога ти рекоа твоите дека нема да си глумец или не знам што и ти рекоа и кога ти се разболе. Јас да им кажеме малце да е интересно смешна. Да. Моите покрај тоа што секогаш ме насочувале да си ги следам желбите, глумата, актерството, никогаш не било поддржано во 100%. Ама секогаш моите биле тука и за моите активности во детското драмско студио во Охрид. И за да се поддржи секоја моја активност врзана со глумата, така тие секогаш биле тука, ама како финален избор, чекај полека размисли. Так. Добро. И мене негде од 5-то одделение ме фаќа некоја старачка хипохондрија. И јас почнувам да осеќам дека срцето ми откажува. И добро. А моите се доктори. И јас им викам, осеќам дека срцето нешто не ми е добро. Ајде, Мартине, глупости, не викам глупости. Јас легнувам во дневна, се сеќавам на троседот, земам портокале во ќебе, се покривам и чекам. Седам покриен и чекам. И шо чекам? Не знам, срце о мене ми откажува, јас седам. И сега моите ги контактираат пријатели, колеги, доаѓа една моја драга тетка која е кардиолог и вика Мартин, вика ме прегледува, вика немаш ништо. Абе немам, викам ништо, а мене срцето ми откажува.
Не работи како што треба. Да, јас точно осеќам дека попуштам. и доаѓа татко ми од работа и вика, ме гледа мене легнат со ќебето, ко стар човек, и дремам. И вика, видов еден оглас залепен, се отвара детско драмско студио, бараат, вика, деца кандидати за да се пријават за аудиција. Ама ти болен си, не можеш. Јас мртов болен. И како што го соопшти татко ми тоа, јас сам го тргнав ќебето, станав и почнав да се спремам за аудиција. И тоа беше крајот на таа етапа од болести. Да, и после си се зачлени во драмското студио, поминав на аудиција и после веќе почнав со работа, нели? Што правевте? Главен беше во детското драмско студио? Не бев главен. Не беше? Не. Детското драмско студио беше многу убаво конципирано. Го водеше актерката Марија Новак. Ма тоа беше нешто нестварно, тоа беше свет во свет. Значи, за мене тоа беа, така си ги третирам како доаѓаат годините, некако во тие ми се најубави години, на која ќе се сетам на тие години, тие беа стварно преубави години. Значи, пробите ни почнуваа малце првиот период порано, а веќе после кога малце подпораснаве, пошто тоа беше континуиран процес од 10 години. Јас таму имам еден своевиден стаж. И почнуваме покасно и сакам да кажам, поминуваше целиот ден, јас оде во школа, дома, домашни обврски и поседам јас во театар. И тоа беше вториот ден што се отвараше за мене и за сите мои другари кои бевме во драмското студио, кој представуваше за нас еден целосно нов свет, една слобода во секоја смисла. И еден пристап на Марија, што, не знам, од повеќе аспекти, и родителски, и педагошки, и стручен. Имаше една реченица што јас ја потсетив пред некое време, викам јас, ова го запамтив од тебе, а таа ни рече, таа беше скоро дипломирана. И вика, се што ме научија мене на факултет, јас ќе ве научам вас. Ама, слушајте, и мене тоа ми остана. И викам, дали се сеќаваш дека ти ни го пренесуваше целото твое искуство во рамките, нели адекватно за детско драмско студио? И вика, јас сум заборавила, али вика, добро, ти што памтиш, да така. Тоа беше однос од нејзин. Секогаш беше за да не постави на сцена, да ја доживееме сцената, за текстот да не зборам со куражење, добро, да ако забореш, јас ќе излезам тука, ќе улетам, не се секирајте, да немаме притисок, затоа што притисокот па ствара други кочници, пошто ова е процес што треба да е многу природен, многу спонтан. И од аспект дали сме најадени, дали сме згреани, значи целосен еден третман како што треба да изгледа една грижа за едно детско драмско студио. Тоа беше во Охрид. И човек и да нема предиспозиции за глума, ќе му се роди желба. Ќе се роди огромна љубов, а не па да влезе со една претходно створена љубов за глумата, тоа е тоа. Колку беше тешко да не се запишеш на драмски? Многу. Ама, добро. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Да. Со тоа што не се запишав на драмски, сметав... Ама не се запишав ни на медицина? Ни на медицина. Апсолутно имав простор од моите, во смисол, ти кај сакаш, тоа си е твој избор и правото е мој избор. Тоа не е спорно. Ама драмата е моја љубов. Така. И тоа е разликата, ако правиме некоја разлика. А со тоа што не запишав овој драмски факултет, имав некоја илузија дека со драмата е запрено, може не завршено, нема запрено. Ама не. На овие години од нигде никаде како некој извор, не знам, различно од моите периодов и желби и обврски и сето тоа, излезе една скроз друга активност за која веројатно ќе збориме. Така. Во меѓувреме и се ожени после правото. Жената ти е одличен поддржувач на се она што го работиш, можам да кажам. И потполно те разбира за сите твои хирови. За сите хобија. Дома, нашиот, дом изгледа како една голема работилница, коса црта ателје, коса црта лабораторија, коса црта правна канцеларија за правни работи, да така се владе еден хаос, периодично, после се средува, го средуваме на нула, и после пак како кое хоби доаѓа до израз, така се отвараат работиве. Фотографијата ти е слабост
но можам да кажам дека и сите оние што ја гледаат твојата фотографија, подеднакво убаво се чувствуваат како ти кога ја правиш таа фотографија. Фотографијата не ми е слабост, туку можам да кажам дека ми е случајност. Аха, и таа е случајност. Нити фотографијата, па кон фотографијата немав некој претходен однос. Сосем случајно дојде, седиме на кафе со мој другар и другарка и јас направив една црно-бела фотографија од нив кај што си разговараат. И таа мене толку ми се допадна и викам, ќе си земам апарат. И така и бидна, јас купив апарат, фотоапарат, првиот фотоапарат, па после тој се замени со подобар, па со трет, овој мислам нека ми е трет или четврт, и ама се пронајдов некако во тоа кадрирање, во тој концепт да се осмисли и сцена и да речеме, не знам, и некоја друга поента од типот на документаристички пристап. Не е толку може би визуелен или уметнички, туку и документаристички. Затоа што па од друга страна живееме во време каде што нашите градови многу се менуваат. И тоа како еден возрастен човек мене ми представува веќе проблем. И почна да ми се јава тој носталгичен момент кога, нели, ви е жал за едно време, за една улица која се променила и викам јас не можам да се борам, значи не можам да излезам пред багер. Не можам да менувам урбанистички планови, а можам да запамтам една слика, еден кадар, една секвенца од еден град, од една улица, од едно време и тоа да биде после едно мало сведоштво. Да така фотографијата доаѓа со повеќе намени кај мене. Најмногу што сакаш да фотографираш и што ти е најубаво кога фотографираш? Па се уште се барам во фотографијата, а стрит фотографија, на слободна фотографија некако ми е најпријатна. Мада што знам да фотографирам и портрети, пейзажи најмалку, али стрит фотографи, улична фотографија, случајни минувачи, сцени, тоа ми е многу интересно. И во тоа уживам без некој напор. Знаеш ли колку фотографии имаш објавено? Водиш евиденција? Мислам, да, на Инстаграм јас ги објавувам, мислам дека има околу 500 објавени. Така. Да. Во разни етапи. Така. И цитираш ти со фотографијата и наеднаш ти доаѓа нешто од внатре, ти кажува дека дај нешто да напишам. Да ја подпишам фотографија. Не, фотоапаратите нели имаат опции за сликање и за снимање. Сега јас цело време фотографирам, сликам. И викам, чекај се, стварно имам сериозно добар апарат во моментов, добра камера. И викам, зошто јас да не искористам опцијата за снимање? Ама не знам да снимам, ама има опција. И викам, окей, веќе кадрирањето ми е познато, знам, имам осет, длабочина на сцена, бленда и така натака. Светлото го учам се уште, да така тоа е посебен дел. И викам, дај да снимам нешто. И снимив некое сосем кратко видео. И се окуражив. Дали беше основано или неосновано, не знам, ама се окуражив и викам, окей, ајде тоаш можам да снимам нешто и по-долго, по-содржајно. Викам, зашто да снимам само како видео, дај да смислам некоја приказна. И од тоа дај да смислам некоја приказна, се враќам дома со 8 страници текст. И викам на Елена, викам, читај. И ги подавам страници, А4 формат. И ми вика, шо е ова? Не знам. Читај. И прочита, Елена беше првата што прочита. Вика, многу интересно. Вика, демек, што е ова, кај водиш? Да. Не знам, викам, ма ќе продолжам. Не ми е јасно шо е ова што излегува од мене. Затоа што јас до сега сум пишувал писмени по македонски јазик и некои кратки форми, есеи и толку. Никаква долга форма. И збор по збор, реченица по реченица, јас пишувам едно цело, така речи, сценарио за еден краткометражен филм. По моје убедување секако. И така излезе првиот драмски текст, Таксистот, кој е прв во книгата. И викам, окей, супер, јас веќе почнам да се спремам, ќе снимам краткометражен филм, пошто нели тоа е поривот. Али во меѓувреме се уште навираат идеи. И еден од двајцата рецензенти
двајца рецензенти се професорот Венко Андоновски и професорот Атанас Чуповски. И со професорот Чуповски споделив дека пишувам и дека планирам да снимам, тој дека полека. Имаш време, ќе снимаш, ако имаш идеи, пишувај. И го послушав за среќа и не знам, навистина не ми е јасно како. Ама идеите почнаа да излегуваат од мене и почнав да пишувам. Во еден период пишував 2 драмски текста паралелно, кои немаат врска еден со друг. Ама така ми доаѓа измешано идеите. И беше малку и конфузно, ама продолжив да пишувам. И тоа беше веќе еден процес, кога завршив 4 драмски текста, тоа беше некои 7 месеци, временски период, и 5-тиот го напишав последнив за некои 2 месеци. И сега се 5 драмски текстови. И реши да ги издадиш? И не решив иницијално да ги издадам. Него сакав да ги дадам на мои пријатели, на мои блиски, да прочитаат, затоа што поентата на секое литературно дело е да биде прочитано. Не е поентата да биде во фиока. Дури и да се 2 реченици. Тие се некому наменети. И печатев А4 формати, оди со лисијата, дели по луѓе, па му се свиѓа, па коментари па едно па друго, и кам, што да печатам јас веќе во недоглед. Да направам нешто. Дај да седнам, ако има шанса да се објави книга. И така бидна и книгата. Со моја многу добра другарка, која работи во издавачката куќа Полица, ме спои со незините колеги, тие без проблем одма прифатија на кредибилитетот на другарка ми и мислам дека не се покаја. Сигурно не се покаја. Се сеќам на промоцијата, беше во театар комедија на Кај Бифето во тој ден. Во Бифето. Беше преубаво, времето беше убаво, не знам. Времето беше преубаво. Кој месец беше? 21 септември. 21 септември, беше преубав ден. И баш професорот Венко Андоновски кажа дека има многу луѓе кои што пишуваат или пробуваат да пишуваат и многу му ги даваат тие напишани необјавени драми да ги прочита и тој ретко одлучува која од тие драми него му се допаѓа, да му се јави на тој што е напишал драмата и да му каже дека навистина е убава драмата. И за твоите драми беше воодушевен во смисла дека некако како да се пронашол сам себе си на почетоците, како да е новиот Венко Андоновски во твоите дела. И тоа беше многу убаво од негова страна и тоа беше мотив плюс да се прочитаат тие драми и навистина твоите драми многу наликуваат на некој што е многу добар автор драмски. Не мора да е Венко Андоновски. Фала за констатацијата, а за зборовите на професорот Венко Андоновски нити нешто би додал, нити нешто би одзел. И од почит, а секако мислам и од апсолутната тежина на сето тоа што е кажано. И беше, мислам, огромна чест за мене, како еден нов автор во суштина, да добијам такви двајца истакнати професионалци во своите области, да бидат рецензенти на книга која е буквално, како што кажува насловот, прв лет. Ова е прво полетување и да се добие еден таков грб, или ако сакате, може да кажеме едно такво кумство на една книга од такви личности, навистина е огромна чест и обврска. И затоа сега, кога ми прашуваат пишуваш ли нешто сега периодов, прво не пишувам затоа што малце сум ми истрошен во таа некоја смисла на имагинација, во смисла на инспирација. Но, од друга страна, и товар. Значи, јас сега морам сигурно нешто да е подобро. Треба да е добро нешто. А ако не е подобро? Ама, кога ќе застанат двајца позади ова, кои се од тој ранг, наредното дело представува многу сериозен залог. Венко Андоновски кажа дека првиот негов текст што бил поставен во театрите е Бунт во домот за старци. Да. И се сеќам на таа представа, преубава представа. Значи, тој после рече ќе пробам некои од драмите што се напишани тука твои да бидат поставени на театарот и во театрите и сигурно мислел на таа драма каде што и ти пишуваш за Дом за старци. Како се вика таа драма? Таа се вика Костими.
Костими. Таа е прва представа што се случува во Дом за стари. Проблемот можеби кај нас во македонските театри што немаме толку стари актери за таа представа да ја одиграат. Старите актери некако што би можеле да ја одиграат таа представа веќе се поедини во пензија, кои се починати, кои не се занимаваат повеќе со глума. Можеби Чорески е се уште активен од постарата генерација, но можеби па ќе најдеме некои млади кои што добро ќе се вклопат во улоги на тие стари пациенти. Така е, се слагам. И првенствено моќта на трансформација на самите актери, тука ја составам голем простор и голема надеж. А од друга страна има се уште, мислам, да ги набрам, да не изоставам некој, например Петар Мирчевски, Петре Арсовски, Емил Рубен, Чоревски, тоа се ликови кои јас навистина и ги гледам, можеби и да некога пишуваше, ти асоцира некој од актерите кои што ги знаеш? За костими не. Ама за таксистот, за првата драма, јас имам цела подела направена. Така е, да направи однапред. Да, од прв до последен лик. А таму мислам дека има 12 ликови. Сите улогите се поделени, само дали се известени актерите, прашај. Чекај, сега сакаш да кажеш, ќе бидеш и режисер на представата? Не. Толку нема да се опуштам. Не. Али секако ќе дадам придонес доколку нешто се поставува на сцена, да кажам изворно која била идејата и можеби некои скриени поенти, за да помогнам во процесот. И едва и чекам да се случи тоа, за да видам некој мој текст оживеан на сцена. Затоа тоа е устари поентата на драмските автори, да не ги гледаат само буквите, него да видат живост. Така. Мартин, од кога ја издаде драмата, направи уште, не беше само дома да седиш и да уживаш во ловориките на успехот од првата драма. Од првата книга на драми. Имаше еден, мислам, тој е фестивал што постои во Македонија, во Скопје. Тој е дзирни филм. Постои на крајот на фестивалот еден предизвик, филмски предизвик, да се сними филм за 48 часа. Во петок се даваат 3 збора по кои се раководи режисерот и целата екипа. Во недела во 19 часот се предава монтиран филм. И тоа е сега релативно, мислам, апсолутно краток период. Ама за филмови кои се алтернативни, кои се од почетници, не е никаков проблем. Секој може да се изрази на каков сака начин. И размислувавме со моја другарка дали да влегуваме, затоа што пак филмската уметност подразбира екипа. Ние сме во моментот бевме само двајца и прашање е сега што може да се направи со екипа од двајца, а едниот да е камерман. Так. Значи имаме екипа од еден за пред камера. Од нула. Екипа од еден пред камера и еден мост. Да. Но се охрабривме и излеговме едно попладне во саботата во Скопје и требаше да има некој метеж. Скопје никогаш не било попроводно. Нема жива кола. Треба да има метеж, да има гужва. Нема кај да се најде таа гужва. Добро викам, како е можно? Цело време умираме со гужвите и денес нема ни една кола да направи, да засвири, да се направи некој метеж. Да биде во функција на филмската приказна. Так. Но како и да го снимивме филмот, го направивме, тоа е краткометражен филм од некои 4 минути и црно-бел. Тоа дополнително го одлучивме да биде така, да биде малце по авангарден, ако може да се каже. Филмот е поставен на YouTube, да така може да го погледнат гледачите доколку сакаат.
сними една реклама. Да, во насока на промоција на книгата, затоа што се шегуваме со пријателите. Јас викам, јас сум автор, ама не сум уште етаблиран. Да. Треба уште да се докаже. Кога ќе влезе човек во книжара, тој не знае дека постои драмски писател Мартин Стрезовски. Так. А денес е лесно со социјалните мрежи, со тој тип на маркетинг, и кога веќе нели е камерата тука за снимање, викам дај да снимам нешто. И снимив како некој краток трейлер за филм, а тој е устари трейлер за една од драмските текстови, конкретно за завршни зборови. Тоа е едно писмо кое се пишува пријател на друг пријател што го пишува, и така е целиот концепт е околу една машина што куца. Викторе, драг мој Викторе, ти пишувам кратко писмо, бидејќи овде е многу топло. А кој сака да се мафта со писма на толку топло време, а притоа да е само на чекор од морето? Морето е солено, ама многу е важно во лето човек да внесува сол. Понекогаш, да ти кажам право, знам и да се напијам. Чисто да знам дека сум внел потребно количество за живот. Сигурен сум дека оваа ликовна колонија за вајари ќе ми го промени уметничкиот правец во животот и едвај чекам да заврши, да се вратам, па да ми изделкам по една скулптура, бидејќи овде многу арна обука имаме. Сино-белите мајци се толку многу убави, што ако сакате, би ќе ви донесам по една. Мислам дека за некоја година ќе бидат многу модерни и кај нас, како што бива тоа со модата. Мојата обука завршува за 2 месеца и да ти кажам здравје, следниот пат ќе прескокнам летувања, ќе одам на планина. И еве си изнапишував за убавините, а не те прашав ни како си, ни што има, ни дали раста децата, ни докај си со книгата. Ајде, немој да се влечеш, земи седни и среди ја. Ако не ти се чита ракописот, пиши ми, ќе ти преведам. Ќе видам поштарот да не зел годишен одмор. Ако зел писмово, ќе го донесам лично. Не седиш мирен. Јас сакам. Ама идеите сега, знаете како, од периодот кога драмите излегува од мене, текстовите сега па визуелна уметност малце засили на интензитет, да така сега таа форма ми е и предизвик секако. Ве бараат по новогодишни прослави, по afterwork, по настани, по ивенти. А вам не ви се оди. Знам, не ми се оди ни мене. Ама мора. Морате и вие. Ајде, кај си, докај си. Се собравме ние, ти докај си, ајде те чекаме, влегувај маса 24-ка, ќе видиш келнерот ќе го праш. Не можам. Зошто? Имам за читање. Што имаш за читање? Книга. Каква книга? Драми. Драми. Да, драми. Купив, си инвестирав и сега сакам да си читам. Тоа е моја инвестиција. Што е добро со оваа книга? Доаѓа пролет. Па оваа зима нема да трае вечно. Доаѓа пролет. Доаѓа. Што има во пролет? Комарци. Бојата е одлична, прилагодлива и што е најважно, не остава траги. После пролета доаѓа лето? Доаѓа. Видете колкави корици има. И облус се отвара. Само ја кинете корицата и ви служи како ладало, како лепеза на плажа, на работа или дома. Имате темно сина, лепеза, одма. Сите ќе ви завидуваат, ќе се почудуваат од каде е оваа лепеза, колку е прекрасна, колку е во склад со морето, со морските бранови, со небото, со природата. Да, прв лет, после лето, есен. Во есен, што има? Ајвар. 214 страници. Вие да направите ајвар 60 тегли, по страна на тегла, пак иш малку ви остануваат уште бар 3 драми за читање. Епа, кај има подобра инвестиција од ова? Па нема цело време да купуваме весници.
Доста беше. Ајде ве молам. Весниците имаа најголем тираж во септември, море мајката, а ние со книгите што да правиме? Затоа инвестиција која не познава годишно време, ни многу тенка, ни многу дебела. Идеално. И вие ме прашувате каква инвестиција е најдобра. И кога ќе се јават, што правиш? Читам книга и инвестирам. Оваа книга ќе ви заврши толку многу работа, што ќе посакате да купите уште една. За таква книга ви зборувам јазва. Оваа книга ќе ви го даде алибито за овие празнични неизлегувања. Уживајте по дома, спијте, одморете коски луѓе. Не ми верувате? Купете ја, па ќе разговараме. Во животот се е драма. Немој да ми се опуштате многу. Ме сваќате ли? Да, немој да се опуштате. Сега кога ќе додадеме и дека глас имаш предобар, милозвучен, ништо чудно да те викнат кога ќе го гледат интервјуто да синхронизираш некоја серија. Така ли? Не зборнавме ништо за театарот во меѓувреме од кога си во Скопје, колку го следиш, колку го сакаш. Знам со сигурност дека одиш на повеќето од представите кои што се во Скопје. Тие што се добри си правиме муабет како ти се допаднало, што ти се допаднало, си разменуваме идеи. Сакам тоа да остане и понатаму така, па во следната емисија да се снимаме за други теми, плюс овие што ги имаме веќе почнати. Би сакал само да додадам дека покрај представите во нашите театри во Скопје, јас ги следам представите, односно испитите на Факултетот за драмски уметности и би сакал да упатам една порака до гледачите да ги посетат и тие представи, затоа што изобилуваат со многу квалитет, со многу ентузијазам од глумците кои допрва доаѓаат на сцена и порачувам дека таа сцена, тоа гледалиште треба да биде секогаш полно. И како една голема поддршка за идните глумци, а и како едно проширување на погледите на драмската уметност во Скопје и во Македонија. Ви благодарам за приликата да поразговараме, да ја промовирам мојата книга. Се надевам дека ќе има уште прилики да разговараме, да така до некое следно гледање. До некое следно гледање. Фала ти, Мартин, многу. Се гледаме. Поздрав.